Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Заврши изборите, сега се прави влада. Председателот имаше председателот се уште е во машки род во Македонија, граматиката не се сменила. Председателот е во машки род. Која ќе се смени? Ке се навикнеш, ке почнеме ние да викаме председател. Ке се навикнеш. Како? Ке се навикнеш. Не дали ке се навикнем. Ке се навикнеш, мораш. Јас како легалист, како легалист, ова радио има радиодифузна дејност. Институтот за македонски јазик и литература се уште него членувал во женски род зборот председател, така што госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова е председател на Република Северна Македонија. Тоа е официјалната титула. Да ми тргне од сабајле. До сега тоа е титулата. Ако некој одлучил да се смени титулата, да биде председателка на Македонија, па треба прво уставот да го смениме, а потоа да се смени како се викаше. Добро, ајде. На сабајле тргне со провокации. Ми тргна денот по-лошо, ајде. Наш гостин ово утро... сега се подобрува денот. Нашиот гостин ово утро, за среќа, е во пензија и не може да не уапси. Добро утро. Не дека има причина да не апси. Како? Не дека има причина да не апси. Па добро, сега за ова Северна Македонија ој би апсал, ја мислам. Добро утро за... Не си далеко со провокациите, да. Значи, добро утро за Љубомир Ѓурчевски, пензиониран полициски началник. Вели еден од слушателите, века Ѓурчевски, вика секој го гледаме на телевизија, толку ли му е досадно во пензија, вика. Па не би рекол дека ми е досадно во пензија, јас имам сосема еден куп други активности, но целта е да има многу експерти од делот на безбедноста кои што едноставно не сакаат да излезат и да кажат јавно мислење во медиумите, со цел нели да го разјасниме овие да ги разјаснуваме овие безбедносни ризици кои што се случуваат во Република Македонија години наназад. Јас не сум единствениот и можеби најпаметниот од сите тие безбедносни експерти, но кај голем број на луѓе викаат ајде бе, па што јас сега личео надам, но јас чувствувам потреба дека треба да се помогне на Република Македонија да ги надминуваат овие кризни состојби и граѓаните благовремено и точно да бидат информирани за сите овие безбедносни ризици во кои што ни се наоѓа држава. Иначе по однос на ова... Кога полицајци Волку се објаснувате? Вади пендрек од кој е тој бе така што сега дозволи по однос на ова на употреба на таа навредлива додавка на Република Македонија, точно е дека некои треба да бидат уапсени, односно тие кои што потпишаа спротивно на волјата на народот, прифатија уставни измени и ја прифатија таа срамна додавка, но тие треба да се соочат со неколку кривични дела од главата 28, јас што кажувам, тоа е доведување на Република Македонија во починета состојба спрема други странски држави и корпорации, понатака велепредавство и подпишување на капитулација, значи тоа во дело што е користам Северна? Не, видете, тоа е не одговарам. Не, тоа е обврска. Твоето за тегнење на уши и два шамара. Не, така. Значи, што ми е зборот кога зборуваме за ова за Северна? Знаете, сега ние сме во ситуација на една наметната состојба, која што наметната состојба дури и оние најбитни светски сили, фактор во светот, ти си презел обврска према ними, односно некој ти наметнал обврска да мора да го користиш да ја користиш таа сама. Ја може за велепредавство да го јади. Не, види, не за го јади за велепредавство, ти не си потписник и ти не гласаше во собрание, значи да равчистиме, до тоа може. За работа за странска служба пошто го користам. Не, далеко си. Треба истрака да се отвори кој ме натерал како што да ми испраша. Луѓе кои што премногу зборуваат како тебе, мислам дека не се подобни за да бидат ангажирани во делот на агентурата, односно сработничката мрежа, мислам не се, затоа што ипак многу лесно може да одадат или не сакајќи да одадат некоја ситуација која што ја дознале, ја слушнале и така натака и со која што може да нанесат штета.
Затоа јас зборувам за луѓе кои што треба да се соочат со одговорност за таа страмна додавка, кои што допринеле тоа да се реализират. Јас не сум допринел. Вие не сте допринеле, но тие 81 пратеник што гласаа во собрание, односно 80 што гласаа во собрание спротивно на волјата од референдумот, тие треба да се соочат, но треба да се спроведи точна и јасна истрага. Точна и јасна истрага. Ти благодарам. Ивица, ти ги следиш наративите во... Не, сега одиме на озбилно, завршуваме со провокациите. Барем за сега. Може и ќе се вратиме. Ќе се врати. Ивица, ти ги следиш наративите. Ајде. Каков е наративот на Дуи во моментот? Докај им се чизмите ги симнали од таван, ги исчистили пушките, кога ќе одат во планина, имаме ли информација околу таа работа? Уште не се. Уште се на таван чизмите? Чизмите се уште на таван, што е интересно вака. Не очекувавме волку долго да останат на таван. Ја мислам дека... Ние се спремавме да ги изведат многу побрзо. Да, ја мислам дека фатија и тие не само чизмите од таванот, туку во меѓувреме, знаеш, се купија чизми Гучи, Диор, Прада, Луи Вутон. На таванот се ангажираше чистачка да го среди. Да. Така што со ташна Луи Вутон не се оди во планина. Добро. Значи, после 20 години власт... Но видовме на почетокот, уште првиот ден, кога Али Ахмети кажа дека доколку сака Мицкоски Македонија да биде стабилна држава и доколку сака да не ја загрози безбедноста, стабилноста на Македонија, тој треба да го земе Дуи. Да, меѓутоа Али Ахмети нека си повторува. Македонија земја членка на НАТО, знаеш. Добро, ме тоа не спасува од внатрешни конфликти. Да, Испанија беше земја членка на НАТО, па има конфликти внатре. Па Испанија и Северна Ирска, да, Италија со тие бригадите, Германија со со тие терористите. Со Бадер Мајнхоф. Да. Ета и Ира се премногу. Сега веќе не. Мислам дека веќе се политичари. Дека Дуи се толку фино вмрежени. Се се као Дуи устварите. Толку фино кој? Ета Ира тие таквите. Ира не. Ира да. Не, Ира е многу попристојна. Ира, да. Не може не ги вреге Шин Фейн, мојата омилена партија, молам. Добро. Шин Фейн и Дуи да ги според. Шин Фейн легализира геј бракови, направија социјална држава во Ирска. Значи сега да ги спореди со овие примитивни. Може да се вклуча малку овие безбедносни ризици кои што... Дали Али Ахмети ќе прави војна геочешки за... Не, видете, Али Ахмети ниту може да прави војна, ниту па е во сасоеба сега. Зошто се заканува? Не види. Значи првото нивно соопштение беше многу лошо после изборите. Значи дестабилизација спомнува, знаеш, малку. Не, они перманентно дури и за време на изборите, за време на изборите нивната реторика беше насилна. Да. Не ли беа прво зелени, па не знам што. Да, зелени, па вакви, такви, но кога отпочна и кога јасно и гласно ВМРО ДПМН кажа дека нема да коалицират со Дуи, дека Дуи треба да оди во опозиција, во Дуи одредена милитаризирана група која што начинот на незиното делување и финансирање е строго милитантно и строго применуваат методи на организираниот криминал. Кои се тие, ајде сега вака да не мистифицираме? Ајде да не мистифицираме. Например, тоа е една група предводена од Артан Груби. Добро. Една група предводена од Бујар Османи. Значи кој што и текако извлекоа огромни пари кои што доваѓа од надвор во делот на финансирањето и на УЧК и на делот на финансирањето на општеството. Понатака, они премногу се искриминализираа во делот на јавните набавки, она што вие го кажавте, нели купија чизми Гучи, не знам, Луи Џо и така натака и така натака. Луи Џо. Да. Значи се реши ти после дека немаме ние софистицирани полицајци. Да, и вие гледате дека имаме една состојба, каде што тие ги осетија тие благодети и тие застанаа на врво да ги контролираат она спрегата да ја контролираат помеѓу организираните криминални групи и помеѓу политичките елити, која што исто така донесе огромни финансиски благодети за да тие луѓе, господинот Изет Меджити каже една многу јака изрека, дојдоа гладни, станаа милиардери.
Не барон ко милиардер дојде. Не бара и тој, точно така. Сега за да се вратам на овој Добро, ама тој барем дојде како некогашен председател на подмладокот на ПДП. Значи, така што од политиката подам, не знаеш од вака сега, има една работа. Господин Боцевски, секунда, само има една работа која што е многу битна. Значи, Али Ахмети сега конечно свати дека не го контролират албанецот, граѓанинот албанец. Добро. Он на овие избори свати дека опозицијата, што ние овде пред месец дена, мислам дека го разговаравме и кажавме дека процентите се малтене еднакви помеѓу Дуи и помеѓу Влен. Што генерално ако се направите на посериозна анализа на бројот на гласови, ќе видите дека кај делот на албанците, мимо оние коалициони партии кои што влегува кај Дуи, ќе видите дека е еднаков. И од тука Али Ахмети веќе ја нема можноста за контрола на албанската популација, за да предизвикуваат, односно за да може да предизвикат една таква кризна состојба, затоа што ќе се судри со албанците. Која што состојба ние години назад ја гледаме како се равчистуваат во тие милитантни крила, нели, со престрелки, со и така натака и така. Со сите чуда. Со сите чуда внатре во тој дел. Внатре во тој дел и сега господинот Али Ахмети најверојатно конечно свати дека најдобро за него е да си направат внатре партиска чистка и да се ослободат од таа милитантна група, која што е проблем за Дуи, која што е проблем и за Република Македонија, да не се лажиме, но на прво место е проблем за Дуи. На почетокот кога Изет Меджити излезе од Дуи, он не отиде против Али Ахмети, отиде против Артан Груби, против Бујар Османи. Чекај се, дали ти ја сваќам тезава? Значи твоја теза е дека за разлика да речеме од 2001 другиве партии, каде што тие групи кои што се на граница со подземјето, се наоѓаат на некоја маргина, као некои безбедњаци, едно друго што се моткаат околу партиите, сакаш да кажеш дека во Дуи овие влегли у центарот на политиката. Точно тоа. Тие се лицата кои што Липчо го пратиш ова? Да, и во 2001 година, тие никој пат не беа. Чекај се, 2001 беше разликата, тоа беа вие што се имна од планина. Да. А сега зашто збориме? Сега збориме за урбана мафија. За урбана мафија, точно тоа. Значи пазете, и 2001 година дело тие се споредни играчи. Да. Јас што викам, обично знам да кажа, оние кои што носеа чај во планина горе. Добро. Оние кои што носеа чај во планина горе, ама станаа функционери. Покасно станаа функционери, но тие излегоа од она што се викат ситен криминал. Ние, значи, Давид Джепароши, јас тргнувам, не, деца кои што односно јас Белоробие, така. Јас тргнувам од она кој што се беше регрутиран. Добро. Во 90-тите и 2000-та години. Сега ние имаме ситуација да речеме наркобоксот на кланот Грчец во моментов се наоѓа во Дубај. Тој човек е отворено близок со Дуи. Ајде да го равчистиме, тоа е една за секој пат. Значи тој наркобос 2000-та година беше обичен потрчко на Белјури Неџад и на Лесковица Наим. Лесковица Наим е лицето кое што беше прво осомничен во делот на атентатот на Киро Глигоров и човекот кој што го поклони Мерцедесот на Киро Глигоров. Да знаете, значи тоа е лице од наркобизнисот кој што ја контролираше Чешка. Таа е таа чешка врска. Господинот Шевалј Муареми во тоа време не да носел чај, него бил обичен потрчко. Зошто? Затоа што имал 16-17 години. Затоа ве вратив на регрутацијата. Расно деца, видиш. Да, значи, затоа ве вратив на регрутацијата. Добро, јас од 19 години се дружам со Ивица, ќе бидам премиер еден ден. Он се дружил со Наим, ќе биде главен наркобос. Злате, ајде да малку сериозно овде. Сакам малку посериозно да обрнеме внимание. Кога се формираше навивачката група Шверцери? Така, почетокот на 90-тите. Добро. Видете ја структурата на Шверцери. Значи тоа се деца од Дижонска, од Чаир, од Топанско поле, од Серава, од Газибаба, онај дел околу урбана субкултура. Урбана култура, но деца каде што дебело навлезе
Они растеа во тој дел, во криминалот и во целата. Видете, кој се беше регрутиран, па јас ќе ви набравам едно 50 луѓе, минимум 50, можеме и многу повише, на возраст измеѓу 18 и 25 години, од подрачјето на Дижонска, Старчај, Топанско поле, Скопје север, кои што беа регрутирани уште 97 година во камповите во Албанија. Има службени белешки. И сега сакате да кажете дека ова е цело време стратегија на Дуи вака функционира. Пола е криминал, пола е политика. Ама пазете, јас посочувам литература. Пола Шарцу да е. Не, јас ви посочувам литература. Значи земете ја, прочитајте ја Кодот на злото. Значи тоа е албанската мафија и ќе видите како растат, како се финансираат, кои методи ги користат, што методи, значи кои средства влегуваат, значи ама сега ако те сватив точно, значи сега сакаш да кажеш дека Али Ахмети му се тежина сега вие, сака да се отараси од нив? Точно тоа. Точно. Како го заклучуваш тоа? Не, врз основа на сето она Затоа што ги немаше на листите, како? Не затоа што ги немаше на листите, затоа што внатре поделеноста меѓу ними и кавгите меѓу ними дојдоа до тоа ниво да дури и Али Ахмети не може да ги контролират. Јас во една емисија овде што реков? Ајде да го видам Али Ахмети нека ги помирит наркоклановиве, Беланоца и Дујчанчик. Добро. Значи не може, нема авторитет. Зошто? Затоа што го изгуби авторитетот врз ними. Односно авторитетот го презема овие бочниве играчи што ги спомнавме, овие бочниве играчи што ги спомнавме. Сето тоа го доведува сега него во инфериорна состојба визави 2001 година кога помогнати од други центри на моќ, значи помогнати од други центри на моќ кои што и него го донесоа, па ја направија таа состојба која што ни се случи во 2001. Шеќе прави Али Ахмети војна? Не може да прави војна затоа што значи да не секираме, да секирани ни слушателите. Викам чеке да видиме што е работа. Јас и за други медиуми кажека, точно, и колеги кои што ме познаваат знаат дека уште во 2001 година зборував дека можно е да ни се случи некое второ полувреме, но со некои други студии кои што второ полувреме никој не го посакува. Да не се лажиме. Значи никој не го посакуваат, а не го посакуваат ни тие центри на моќ кои што се инсталираа во Република Македонија. Да не се лажиме. Инсталациите можат нас да ни се случат некои безбедносни ризици од типот на подметната бомба, не знам, таква ситна терористичка активност и така натака како безбедносен феномен, како безбедносна криза. Но поголема криза од она што беше како во 2001 или нешто друго, нема шанса да се случи. Сега, пошто ќе нема војна, почитувани слушатели, може да видиме со кратка пауза за реклами, да прославиме, сепак нема да има војна. Тоа не е мала работа. Чекай, преди да реклами, може да ти кажам една анегдота. На седница на влада мора да пројде на промена на времето, летно-зимско и така натаму. И ја бев шеф на кабинет на Мин Чорданов, кога тој водеше седници на влада, ме вика доле чисто да седам. И води овој точки, дојде до таа точка промена на времето, а овој што беше сега носител на листа, или беше од двојката садила до раку, командант Вентили познат. Во тој момент па нему македонскиот ми беше малце проблематичен. И вика јас сеам за збор. Што? Ама вика ако оваа точка не се реализира, вика тој ќе има војна. А Јорданов вели, садила почекај со војната, тоа е друга точка. Прво време да го смениме. Така шегава твоево. Пошто нема да има војна, ајде. Одиме со реклами, ќе се вратиме. И сега, ако нема војна, ќе видиме да видиме што ќе има. Да. Враќаме назад. Војна нема да има. Значи, ама сега видете, Гирчевски. Партиите може да се делат помеѓу нели како се вика екстремни, поприбрани, демократски, недемократски, тоталитарни, леви, десни, центристички, има многу поделби. Но Дуи се одлучи на еден екстремистички чекор, а тоа е да бойкотира избори. Ама ги бойкотира председателските избори, извини. Нив ги следеше уште една партија, тоа е Левица. Дали која во 3 наврати работи на картата на Дуи? Прво со пописот, Левица повика на бойкот на пописот кај македонците, што го намали бројот на македонци во држава. Второ, Левица бойкотираше избори
И трето, левица е против лесно влен во владата. Ајде вака сега да ги поставиме работите. Значи, кога делиме партиите, секој пат во сите партии, ние секој пат имаме по едно милитантно крило. Значи, како викаме, екстремна десница, екстремна левица, значи во самата левица имаш екстремно крило. Или во самата десница имаш екстремно крило, кое што точно наметнуваат една таква реторика, која што реторика има за цел да предизвикуваат таа повише Кој бе во СДС екстремното крило се нема? Не, во центарот. Во центар. Миле Зечу. Не, Не, види, во СДС имавме едно криминогено крило, кое што се трудеше што повише материјални добра да прибави за себе мимо она што е државен и национален интерес. Вицевизам. Вицевизам, не, и ако сакаш и зечевизам, ако сакаш и мијалковизам, ако сакаш... Не, ама не. Мијалковизам, Ѓурше, треба почнеш да те вика. Не, ама пази, ако сакаме да зборуваме отворено, искрено, значи ние не знаеме поинаку да зборуваме. Како можеме, зечевизмот како последен стадиум на Сашо Мјалков е пренизок за да смисли идеологија. Ама тој рекрутира такви милитанти односно криминогени типови околу себе, од типот на оние носачи на пари. Од типот на Кичеец, од типот на Боки кој што беше ангажиран, ама тие се наметна па како лидери внатре во таа криминогена структура. Пазете, Боки 13 ги построја министрите. Одеа на поклон кај него, така? Потоа, ако Боки е мафија... Тоа е болката. Не, нас и за мафија не бива. Не знам што да кажам. Значи, сега, ајде да се вратиме, Златев, на ова што викаме. Значи, кога ги анализираме тие структури, ние секој пат што викаме, има одредено крило во секоја политичка групација која што е задолжено да шуровари со организираните криминални групи, но никогаш да не им дозволи на тие организирани криминални групи да се инсталираат толку високо колку што дозволи ДУИ. Значи, во ДУИ им се дозволи на организираните криминални групи малтене да дојдат до лидерот. Што, например, тоа не било во СДС, тоа не било во... Добро, Мијалков во еден период, значи, дојде дури и повисоко од Груевски. Во одреден период, ако сакаме да правим... тоа ми е малку... Така, малку е таа ситуација... Не верувам у тоа, мај. Да, недодефинирана, недоразјаснета. Но, например, до Бранко Црвенковски никој пат не дојде организираните криминални групи, ако оние направи и ја спроведоа приватизацијата. Све поштени беа околу. Не, се поштени. Не дојдоа толку високо, секој пат тој ги контролираше. Кого сакате сите, ако сакате единствено, знаете кого тој не го контролираше? Данчо Шутурков. Пошто се одметна на многу повисоко ниво со делот на трговијата. Најголемиот бос. Да, кој што отиде многу напред во делот на трговијата со акцизни добра. Го имаше видено како изгледаше. Но да се тргнеме настрана, ама тамо кој што работеа тие околу него во комерција, во ова, пошто тогаш немавме ни платен промет. Од типот на Љупчо Супата и на другите, па кај ми беше кешот. Да не се лажиме. Значи има состојби затоа што викам. Прекаривам се добри Љупчо Супата. Да, тоа се. Ивица, еден коментар сега ми треба од тебе. Ајде. Значи, на вест која одекна утрово од грчките медиуми се пренесува кај нас. Заев и Ципрас оствариле телефонски разговор. Порастот на националистичкиот популизам од двете страни е оценет како лицемерен и опасен. Види се, јако види да не се слушнали Папандреју и Радмила умеѓу време, или да речеме кој може друг да се слушна, па Пулја почине, Киро почина, тие не може да се слушна. Дора Бакојани и Линка ми треба. Ивица Собаље го коментирав. Го коментирав, Не, ама знаеш што? Слушнале, види се. Двајца граѓани обични, едниот на Грција, друг на Грција, правиле муабет на WhatsApp и тоа е тема во медиумите. Тоа е исто како ја и ти ще слушаме 35 пати на ден и да објавуваат од лидер. Се слушнаа Златев и Боцевски. Да, треба тоа да почнеме да го објавуваме, да. Ивица, извини, само секунда. Со тоа што ја не ти да вќерка, ти мене си. Завчера имаше една објава на групата која што во последниве 7 години доби многу пари по однос на медиуми, предводени нели од Джабир Делар, Дерала и така натака невладин сектор, малтене ја би им препорачал на ними еден шлепер па омама рамчина да си земат и да плачат. Не разбираш? Значи во контекст на ова што се слушнале овие двајца на ова вест.
Да си земат палома на ранчени и да плачат. Да има също да се бришат. Да, што мислиш? Види нивниот идеал победи. Кој Не. Ај се пак провоцира. Не, ја ти... Ај се. Ајде да одиме со посериозни работи. По-сериозни работи. Ајде искоментирај одаде, кажи. Вели еден од слушателите, некој си српски аналитичар, нема да му го кажам името, пошто си изнасмеете. Во едно интервју во Србија изјави дека после Украина нарете Македонија со воен конфликт. Не. Види. Да името, молим те се. Конфликт. Дејан Луциц. Не. Знаеш, тој се бави со масони и ламинати. не. Розен Кројцер. Значи, пазете, тие кризни состојби кои што генерално го следат Балканов, не го следат од сега, го следат од Берлинскиот конгрес навама, ако сакате, од 1878 година. И предходно што да е било. И предходно да не било нешто. Тие никој пат нема да бидат затворени целосно. Значи, секој пат на Балканов ќе има исклучења. Затоа што поделбите се отидени до а и интересите на големите сили па за Балканов се многу големи. Кој во Скандинавија има исклучења? Да, има секаде. Ова е добро. Еден наш редовен слушател прашува, вика, утврдено ли е дека Заев зборувал со Ципрас? Да не зборува со пранкерите. Значи, пазете, секаде има безбедности. Еве, последниве безбедностни ризици. Да не е хибриден напад. Последните безбедностни ризици кои што исто така беа искоментирани по разузнавачки медиуми, кои што, значи, е присуството во евроазиските држави кои што се одвоја од поранешен СССР, типот на Таџикистан, Киргистан и така натака. Значи, тие безбедностни ризици постојано, немојте да мислите случајно дека беше посетата на Си Џинпинг на Србија, на Маđарска, на Франција. Значи, се е тоа... Добра, ама види, критична за Европа е посетата на Франција. Да, критична е, ама зато викам, е безбедностни ризици. Зашо е бе критично на Кина председател Франција да отиде? Шо е критично? Ама не, види, во моментот... Затоа што иде кај најмоćниот лидер на Европската унија, договара трговија таму меѓу ЕУ и... Па цела историја на човештвото е така направена. Ама те прашам се. Зато викаме безбедносен ризик. И у Америка беше Си Џинпинг главни. Шо е проблем? Нема збориме. Друго е односот кога дали ми сваќаш сега? Што се договара со Макрон, а што со Орбан и со Вучич, кога збориме за Си? Кога станува збор за истиот пазар. Значи, друго ми беше тезата. Или има внатрешни инвестиции, кредити. Не. Друго ми беше капка у море, ева. Па порака е сега да отидеш. Не. Пораката е овие ни се пријателски земји во Европа. Тоа е раката. Меѓутоа, во однос суштинска работа. Што е суштинска работа? Интересот. Ама како каде е интересот најизразен? Ама како со Макрон? Да се разбереме. Значи по одењето на Меркел, тргањето на Меркел, Макрон е главниот лидер на Европската унија. Факт е тоа. Потврден на изборите непосредни на Франција е лидер. Сега, интересот на Соединетите американски држави во тој дел е огромен. И сега ти знаеш што значи кај мојот лидер кој што сум го назначил за лидер во Европа, ми доваѓа мојот може би прв непријател, економски, зборам економски, не воено. Не економски. Чекај, слушател има гениална забелешка, вика ако Заев правил муабет на англиски, Господ на помош, само еден Бог знае што кажал, а што мислел. Види тука, значи отприлике англискиот на Ципрас е тука некаде, колку англискиот на Заев. Да. Така што еден Господ знае што збореле, ако стварно они двајца се чуле. И кој знае дали се разбрале. Да. Да. Затоа што гледаш цело соопштение, рамбе, бомбе. Нема врска. Зато викаме многу се битни безбедносните ризици и вчера прочитав изјава на британскиот премиер кој што вика дека наредните 5 години за Британија ќе бидат историски. Тешки, но историски. Значи ќе се случуваат многу промени на економски план, реформи и така натаму. Сите салтанати, значи и тоа е безбедносен ризик. Немојте да мислите дека таму нема и да се појават и социјални немири и вакви сето е тоа во делот. Ние како го работиме, значи се викаме дека тоа е безбедносен ризик. И сега со полиција све е безбедносен ризик. Дори дише човекот, тоа не е безбедносен ризик. Ама не, Злате. Ама тој ми работа. Ама не, види, моje во се да се сомневам. Но е да не монтирани судски процеси, моje е да докажам. Значи, основаните сомненија се индици, како викаме, ние се сомневаме.
Ама тие сомневања треба да ги преточиме во материјални докази и за да можеме, значи тоа сето. Или ако нема ништо, како стои во америчката примена на посебните истражни мерки, што ти викат? Тајно следење со наредба 30 дена, ако во рок од 30 дена не се обезбедат докази, се известува странката дека била следена, дека му бил прислушуван мобилниот телефон или системот за врски, не знам, мејлови, ова, она, и дека од тој момент натака е слободен. Значи, тоа е демократско право. Исто како што викаме ние во делот на криминалистиката, право на криминалецот е да кради, но обврска на полицаецот е да го фати. Не разбирате вие? Да. Не можете вие на криминалецот да му забраните да кради. Ај на Зечевич некој нека му забрани да не наплаќа трекет. Па он тоа што го крадеше Мијалков, тој му го наплати на него. И сега што правиме му? Ај нека му да... Но ние сега сето тоа треба да го докажеме во една нормална, законита истрага. Дали ме разбирате? Истото важи и за Вицевци, и за Трајчевци, и за дрогата од Деја, и за да нема тужби, ја одма да се оградам од ова за Зечевич со тебе, затоа што не може сега тоа да знаеме. А не треба да се докаже, јас викам основани сомненија, значи стојат основани сомненија. Во тие основани сомненија ние, односно истражните органи се должни сето тоа да го докажат. Ако го докажат, викам, иако исто како за корупцијата, како викаме? Чекај, Злате. Иако господинот Зечевич уопште не ми изгледа поштено, мене лично, сепак треба докази дека направил докази, ама исто како викаме. Криминал, да. Постојат основани сомненија дека во судската власт и во јавновнителската понекогаш и неосновани имаше една карикатура во Нью Йорк Таймс пред 20 години. На Google Translate правиле му Зечевич. Вика имаше на ова кажи го да на Нью Йорк Таймс пред 20 години нова карикатура, дека американски судија пресудува и вика на овој обвинетиот. А вика обвинителот вика не докаже, вика никако кривично дело за вас, вика, ама ја за секој случај ви дам 2 години затвор. Не, видете, не станува. Значи јас цело време, Ивица, јас зборувам за основани сомненија кои што треба да се докажат. И обврска на идната влада, нели она што го најави мандатарот, значи што го најави борбата против корупцијата. После сите оние реформи во правниот систем, после втората делот на економијата, во делот на третата област, криминалот и корупцијата. Голем делот на станите кои се случуваат во делот на криминалитетот, на безбедноста, представуваат историски шок за еден народ. Да речеме, убиството Диво населје беше шок. Атентатот на Глигоров беше шок. Така. Еве сега убиството на децата на Смилковско езеро беше шок. Новата историја. Убиството на Вања со киндапирањето, монструозното кривично дело беше шок, така. И голем дел од нив потоа тој шок може како да кажам повторно да воскресне од истиот настан. Го имавме тој случај со Мартин Нешковски, каде што години подоцна од кога излегоа тие снимки кои не кажаа ништо лошо дека направила власта, но беа ставени во еден контекст, ние гледавме луѓе палеа претседателска резиденција. Затоа се земаат тие настани како повод за нешто друго. Исто со Смилковско езеро, манипулирањето на Зоран Заев со семејствата на загинатите на Смилковско езеро, исто беше своевиден шок. Да, сега екстрадицијата на Љупчо Палевски во Македонија може да представува еден шок кој ќе биде практично првиот шок за новата влада. А вака, ајде да расчистиме по однос на она интересно прашање, затоа што екстрадицијата на Палевски и оние писма кои што се објавени, кои што сум имал можност да ги прочитам од него и неговото барање дека тој лично барал и не се жалел на пресудите на судовите во Турција, барал лично да биде што побрзо екстрадиран во Република Македонија и дека има некои нови докази. Јас будно ја следам таа работа за да дојдеме нели до нови докази, може да се случи и скренување на истрагата во сосема друга насока. Ме разбирате, зависно какви докази ќе бидат предложени. Но едно е факт. Имаме пред нас монструозно кривично дело. Значи тоа го имаме пред нас како неспорен факт кој што треба неспорен факт да го докажеме. И неспорно ги имаме убиците со сега дозволете, не е неспорно. Значи основани сомненија имаме дека
имаме на една страна само признание на учесници кои што наводно учествувале во извршувањето на тоа монструозно кривично дело, со помагање, со носење, со транспортирање, со пренесување и така, значи действија кои што јавното обвинителство во истрагата ќе си ги утврди. Добро. И имаме точно посочување од овие помагачи, малтене да ги наречеме помагачи, дека извршител на делото со пукање е господинот Љупчо Палески. Но што ќе се случи доколку Љупчо Палески изнеси некои нови докази? Например, дека не е тој пукачот. Дека тој ќе го посочи можеби оружјето со кое што е извршено. Затоа што ние имаме таму во истрагата досега 2 пиштоли пронајдено, одземени, но никој не го знаеме вештачењето дали тие 2 пиштоли се употребени во извршување на ова кривично дело. Можеби е сосема трето оружје, кое што ќе биде посочено, пронајдено и ќе биде вештачено и така натака. Затоа реков, многу е битно господинот Палески да биде донесен здрав жив, да биде во психичка состојба да може да даде нормален исказ и нормално да презентират состојби кои што треба да го потврдат обвинението и да бидат изведени материјални докази и секој да си ја добие заслужената казна. Тоа да не се лажеме, затоа што имаме пред себе неспорен факт дека имаме сторено монструозно кривично дело. Види, Палевски нема олеснителни околности затоа што ако Палевски јас не се ни трудам да барам олеснителни околности. Извршител на ова кривично мора да дело, посочите извршители. Да, но тогаш што е нарачател, што е дури уште полошо. Па да, ама не, јас не барам олеснителни, јас не барам олеснителни. Да зборуваме за овие олеснителните околности ќе си ги бара судот во постапката на главниот. Но може ли да биде безбедносен шок за новата влада тоа? Може, како не може. Знаете, станува збор за еден прилично неурачунлив човек кој затоа што оној кој нарачал, треба да го кажат. Нарачал, значи, извинете, некој што нарачал или извршил или нарачал и извршил или што и да направил убиство на дете, генерално е непресметлив. Во дадениот момент на сторување на кривичното дело. Не, и генерално е дно, така, се согласувам. Најмизерното нешто од човечкиот род. Но Ѓурчевски, може ли доколку тој во тој судски процес, тој знаеме дека постојано беше скандалозен и претходно со објавувањето на тие прислушкувани разговори, со рекетирањата за тие прислушкувани разговори така натаму. Можно ли е тој човек сега да прави дестабилизација со неговите изјави, искази на суд? Се може тамо да лаже, да измислува, да кажува. Ајде сега се враќаме, криминогеното крило во политичките елити. Љупчо Палевски во политичките елити е од 90-тите години, така? Нели во еден период беше и прв човек на СДСМ за градот Скопје. Сега да не зборам за години, ама знам дека беше во врвот, значи на таа политичка партија. Нас ни се познати тие негови делувања во делот на градежниот бизнис. Да. Да, со сите оние скандали кои што со сите лудила. Со сите лудила, така, со сите лудила. И затоа викам, основаните сомненија секој пат и сите овие негови постапки може да бидат безбедносен ризик за новата влада. Не викам дека не. Не викам дека не, но мора да се изведат докази. Луѓе, ние сега за сега имаме само признание, а само признанието во постапката не е доказ. Значи треба да се обезбедат материја. Јас ќе бидам најсреќен од сите луѓе кои што се занимаваме со тие истраги доколку го пронајдиме огненото оружје со кое што е извршено кривичното дело. Тоа е несоборлив доказ. Несоборлив доказ. Разбирате? Каму среќа да овие 2 пиштоли кои што беа одземени при претресите, нели, кога беа уште на почетокот на приведувањето на осомничените кои што беа пронајдени. Каму да среќа да е еден од ними употребен. Во вештачењата, тоа во обвинителството го знаат. Ние не го знаеме затоа што истрагата е тања. Да се вратиме исто на ова што го начнавме прашањето на Златев што му беше. Одредена структура, значи тие двојни аршини на претходната власт, на ова власт во заминување. Каде се гледа точно во тоа? Значи на една страна имаме палење на кабинетот на председателот, нарушување на јавен ред и мир, не ги судиме, него викаме учество во толпа која што го нарушила јавниот ред и мир, така прекршочно одговара кој што одговара, платија по 200-300 евра казна. На друга страна го имаме случајот 27 април. Нели, влегување. Сакаш да кажеш друг аршин таму? Да, друг аршин. И добро. Тоа
значи тоа треба, затоа викаме, во делот на тој дел треба, значи постапките да се повторат и тие луѓе кои што без докази беа прогласени однапред за терористи, со нарачана пресуда, за која што зборуваа и други луѓе по медиумите и така натака, значи ние мора тамо на тие луѓе да им обезбедиме примена на право и фер судење. Мислам, тоа е мојот став од секој пат и од секој пат сум водел и сум разговарал на тоа дека 27 април можеме да го подвргнеме со злоупотреба на службена положба, може би со попречување на брзината на ефикасната полициска интервенција, но прво треба да одговара тој кој што возможи, а не тој да биде амнестиран. Илица и Ѓурчевски, за двајцава имаме една тема. Таравари има две тези. Првата е дека ВМРО ДПМН е добило поради екстремизмот на ДУИ и доколку потраело уште малце кампањата, вели Таравари, ВМРО имаше 61 пратеник. Браво. И втората теза која ја изнел синоќа на ТВ21 е дека ако нема уставни измени за 6 месеци, Влен ќе го преиспита своето учество во владата. Добро. Прокоментар од каде доаѓа Ништо. По однос на првата теза, на сите нас ни е познато и јасно дека еден национализам, нели, нормално дека потикнува други и создава тероризам. Тоа си е нормално начело, тука нема што сега ние да се правиме вака или така. По однос на втората теза треба господинот Таравари да се дообјасни за какви уставни измени разговарат. Затоа што претходно беше кажано дека да, треба да се разговарат и треба да се размислуваат за уставни измени со одложена примена, нели, тоа му беше и изјава во делот на изборите, затоа што под овие околности и овој притисок и овој бугарски наметнат меморандум, односно протоколи, кои што задираат, не само дебело задираат во чувствата на македонецот, не смеат да се случат уставни измени по тие околности. Но дека треба да се изменат, дека треба да се тргнат тие протоколи, иначе не е спорно, за мене не е спорно, кај сме наброале 20 националности, че наброиме уште 20, не е спорно. Да, колку е хрватите. Да, колку е хрватите, но нема да чепкаме во нормативниот дел на уставот, каде што нели ќе му обезбедуваме додатни права кои што се надвор од она што го е пропишано, затоа што и самата Венецијанска комисија, како викат, во делот на правата на националните малцинства Македонија е над европските процеси. Значи тоа они го констатираат, не го констатирам јас. Ме свеќате? На друга страна, ние мора да бараме, затоа викам за какви уставни измени, ние мора да бараме од Европскиот суд за човекови права, значи тој да се обезбеди извршност. Јас знам дека тоа е многу тешко, но извршност на нивните пресуди, затоа што ја губат смислот на нивните пресуди за правата на македонците во Пиринска Македонија. Ако не се извршат, ја губат смислата. Така. Ја губат смислата тие пресуди, така да затоа викам дека има многу работи кои што претходната власт воопшто не им посвети и не им даде должно внимание и затоа не доведе во овој ќорсокак, од кој што ќорсокак многу тешко ќе излегуваме, затоа што знаете како е, европјаните викат вас, вие го прифативте тоа, вие подпишавте, исполнувајте ги обврските сега. Ѓурче, ај да се вратиме пак на оваа тема заради која што те викнавме. Значи, без политичка поддршка од ДУИ, овие структури ќе може долго да виреат мафиократски, кој што ги спомна? Мислам дека не. Мислам дека во новата влада, пак кажувам од она што све ќе бидете ангажирано во делот на полицијата, оние кои што се задолжени за борба против организираниот криминал и обвинителството, значи зборам и обвинителството, кое што е надлежно нели за да го зададе крајниот удар. Крајниот удар е поднесување на обвинителен акт и изведување на осомничените пред лицето на правдата. Мислам дека во министерството, па и она што викаме експерти од областта на безбедноста и така натака, има доволно кои што можат успешно да се справат со тие мафијашки структури кои што се борат за превлас во Република Македонија, затоа што има доста добри професионалци во Министерството за внатрешни работи кои што како ги познаваат структурите на организираниот криминал, почнувајќи од делот на трговијата со дрога, делот на трговијата со човечки органи, делот на трговијата со медицина
медицинските препарати, со акцизните стоки и така нататък. Да, јасно. Значи, каде што треба да се посвети огромна борба и мене ме радуват фактот што мандатарот, значи, борбата против криминалот и корупцијата ја стави премногу високо во агендата на новата влада. Па добро е тоа, а? Тоа е феноменално, затоа што народот ипак сакат да се чувствува безбедност, да ги немаме оние престрелки на јавни места како што го имавме во Eastgate Mall, или пукање на јавно место, каде што има можност од невини жртви, каде што би можело да има жртви на деца, на жени, мислам, монструозни работи, не сакам, значи мора да, и затоа викаме дека тоа треба да се случи што е можно побрзо и да се постигнат резултати, а мислам дека може да се постигнат, затоа што ние ипак имаме доста добар потенцијал. Има честни луѓе во министерството, не има и корумпирани, не викам дека нема, но има и честни луѓе кои си ја сакаат професијата и може да. Ете, Љупчо, ние и мафијашките групи ги средихме меѓу време, така што може да дадим. Не. Чекај. Не, ние само ја начнавме борбата против мафијашките групи, како ќе се одвиват. Чекај, стоите сега. Еве чекам, кој ме ја и. Ја имам новинарски интегритет кој зад кој стои најмалку 10 години новинарска кариера, да се разбереме. Немојте. Ја морам да поставам прашање за новата влада. Или криминални структури околу ВМРО ДПМН што орбитираат, Ѓурчев? Видете, секаде ќе има. Значи тоа да не го исклучиме. Дека има лица кои што притаено сакаат да се инсталираат, да влезат со цел да остварат профити. Криминогени структури, значи она што викаме криминологијата како наука, кога се занимава со личноста на сторителот на кривични дела, значи тие тргнуваат од сите, она што викаме и генетски некои се клептомански типови, ме сваќаш што сакам да кажам. Значи, има и тоа, но сега тука треба да дојде до израз честните намери на врвот на партијата, не само на лидерот, на врвот на партијата, како ќе се справат со тие кадровски решенија и каква кадровска политика ќе наметнат и дали ќе им овозможат на тие лица да се инсталираат, инкогнито да се инсталираат, затоа што ние имаме тамо кои што гравитираат, можеби меѓу оние 200-300 први луѓе во делот на партијата, лица кои што претходно биле осомничени, за кои што се пишувало за тендери, за јавни набавки од типот на поранешниот директор на јавното собрајчање предпријатие за градот Скопје и други лица, например, мора да го имаме во предвид и промашувањето со градоначалничката, нели, како која што беше поддржана де факто овде, покажа одредени висок степен на криминогенос во јавните набавки во градот Скопје, нереализација на програмите, односно изградба на 2-3 мостови кои што не водат никаде, а се со нерешени имотно-правни работи, значи има, секој пат ќе има такви структури. Но Ѓурчевски, сега видете, во секој случај проблематично е секогаш кога има нова власт да внимава на овие работи. Кај СДСМ во старт почнаа да го прават тоа. Сега да видиме дали во групацијата околу ВМРО ДПМН и во групацијата околу председателката Гордана Силјановска Давкова ќе има вакви сомнителни луѓе кои ќе почнат да прават одредени криминогени дејанија. Треба будното око и на службите, и на јавноста, и на нас новинарите да го следиме сето тоа, затоа што многу пати сме го гледале истото сценарио, всушност секојаш сме го гледале до сега истото сценарио. Ама затоа викаме, многу е битно со каков кадар ќе се обкружи, односно кој се ќе влези во тие советнички тимови, во тие агенции за разузнавање, во агенцијата за национална безбедност, од каде што треба да се добијат точните информации. Ние, например, имаме една ситуација каде што за директорот на агенцијата за разузнавање во последниве 7 години провеа можеби 10 афери кои што не беа истражени. Било да е тоа од област на финанси, било, а тоа е една клучна институција која што носи податоци, односно разузнавачки податоци од надвор. На господинот Боцевски тоа му е многу добро познато, нели?
по тие дипломатски канали и така натака состојби. Си имаат они своји канали, Да, ама си има добро. своји канали, ама не, пазете, Ивица, многу е битно, например, да се знаат какви пари влегуваат, кои инвестиции, што инвестиции. Тоа им е работа. Тоа им е работа, да не се лажиме, значи затоа викам, многу е битно председателот, односно мандатарот и тие Како ќе го оцените Панче Тошковски во овој период? Види, Он е од господинот Панче Тошковски во не доаѓа со милиционерско не, портфолио, доаѓа како адвокат. Ама Видите, цивилна тоа контрола е ама битна. цивилната контрола, ама дозволете, господине Злат, ние овде неколку пати сме разговарале. Со Бирото за јавна безбедност, односно со полицијата, раководи директорот на Бирото за јавна безбедност, онај пукачот во собрание кој што требаше да се најде во затвор, да биде директор на Бирото за јавна безбедност. Комшијата тој. Да, Сашо Тасевски, господин Сашо Тасевски. Не ме комши. Не, Беше. сега заборев. сега да разчистиме. Малку специфично е. Да. Законот за Не, полиција. не збори дека доаѓа кај мене зградата, мо. Законот Не, чекај сега, дај да бидеме сериозни. Дај да бидеме сериозни, да можем да зборуваме. Може да си дозволиме малку Да можем да. Значи пазете. Министерот за внатрешни работи. Министерот согласно закон е цивилна контрола на силата. Силата која е онај полицаец кој што со закон и со устав е овластен да употреби средства за присилба на улица, на јавно тоа му е место. работа. Тоа му е работа, така е. Но таа сила заради она злоупотреба на моќта на силата, треба да биде да има цивилна контрола. И тамо, ако нешто Оливер направи најголема штета што не создаде сектор за внатрешна контрола на силата. Тој сектор треба да е цивилен, составен од адвокати, од поранешни службеници во министерството кои што ги знаат постапките, одделот на омбудсманот, одделот на Само, медиумите. Љупчо, знаеш како работите во State Department сега? Кој? Бейли. Да, Джес Бейли овде што беше, Да, бе, он е во тој дел. Сега, значи пазете, новинари, медиумската јавност. Значи таа е таа внатрешна контрола. Професионалната контрола, она што викаме работењето, значи ќе го вршат секторите за односно помошниците директори со своите советници во секторите на Бирото за јавна безбедност. Например, не може внатрешна контрола да му кажат на полицаецот каде и како да оди да преземите одредени оперативни действија и дали прекорачил или не прекорачил. Тоа ќе му го кажат, нели, советникот, кој што викаме советниците горе во Бирото за јавна безбедност треба да се со најмалку 20 години стаж. Значи кои што имаат и соодветни резултати, ја знаат и професионално службата и така натака, и тие може да обучуваат и да воведуваат млади инспектори и така натака. Затоа цивилната контрола мора да биде составена од адвокатската комора, од новинарската фела, од омбудсманот и од поранешни дојде ниедна меѓународна сериозна држава FBI. Никој пат не се откажала од своите оперативци. Никад до смрт, без разлика што излегле на пензија. Свеќате? Затоа што се тие пуни со знаење, затоа што тие ги имаат оперативните врски. Сега сам се подбутнуваш. Не се подбутнуваш. Ако така, не. Веќе тоа е сегувам. Не, да, тоа е веќе не мора, јас 1000 пати сум кажал, оставете го Ѓурчевски. Еден ништо не прави. Тргнете го на страна, елиминирайте го. Но како Ѓурчевски има милион други експерти кои што и како можат многу да помогнат. Зошто? Затоа што ние како викаме, ние сега во министерството Оливер дозволи еден куп луѓе основани сомненија, со фалсификувани дипломи, со несоодветно образование, значи физкултурци, педагози, не знам што све, нема само криминалисти и истражители и правници. Нема само тоа, за тебе ти е смешно, но тоа е реалната состојба тамо. И сега вие имате еден распад на систем тамо. На полицајецот му е страв да преземи действија кои што е должен да ги преземи согласно закон, особено после удирањето на полицајката од пајакот. Значи обратно се постави. Мислам дека новата, добро, Панче Тошковски во моментов е во... Не, Панче Тошковски... Не, тоа е во транзиционен. Не, значи Панче Тошковски и ова што го друго работи... сакам да кажам. Мислам дека новата влада треба на таа жена да ја се извини и да ја плати оштета. Да, да ја порача точно. Панче Тошковски во овој период покажа една конкретност, лојалност и покажа законитост во работењето. Значи тој јасно и гласно излези и го повика директорот, пошто и јас неколку пати и многу други експерти предупредувавме на евентуални обструкции од
внатрешните, нели, знаете што се случуваше, па заменскиот министер одеше, не знам, на гранични премени, па рапорти, па глупости, па ова, па она, зашто? Затоа што внатре во кога дојде Панче Тошковски наследи една хаотична состојба, било да е тоа во делот на управните, односно граѓанските работи, било да е тоа во делот на полициските работи, било да е тоа во било кој дел, да не правам обавеза, пасошите и личните документи е приказна за себе. Да. Приказна за себе и проблем за себе со кој што човекот се соочи. И затоа викаме дека тој направи беше ограничен, знаете дека беше спречен од владата да изврши промена на началникот на СВРТ-тово. Јасно. Значи, најдена сериозни обструкции, кои што сериозни обструкции мора да се имаат во предвид дека и покрај сите тие обструкции човекот покажа и знае. Зашто немаме ние доволно жени во полицијата, нема доволно инспекторки. Кој ти вика дека немаме доволно жени? Па јас ќе ви кажам дека главните инспекторки во делот на малолетничката деликвенција, социопатолошките појави, се ајде да не речам некоја бројка, но доминираат девојките. Во делот на униформираната полиција исто така имаме командирки, началнички и така натака во делот на униформираната полиција, што може да се види на терен. Да имаше една пешука фана од Тучер Сандево, од кај беше, се качуваше по маси која тоа што некој ги извулгаризира, она што викаме лошата кадровска политика на Оливер Спасовски го врати Министерството 200 години назад. Во делот на криминалисти. Кај бе 200 се, кај имало пред 200 години Министерство за жандармерија. Не ти ке заптиите од тие. Чекај, така е зборот, ама јас вака викам. 903 Па не ли година. ти личи Оливер на заптија? Не ми личи. 903 година во Смилево. Ако не е распоредихме селската милиција на сед, ама чекај се, се, пред 200 години 1802 тој Валија бил сигурно некој одговорен фин човек. Ама чекај се, дослушај. Право е. Ама чекај, дослушај. Да. 903, ако не беа селските милици, Дамјан Груев кого ќе го распоредеше да го обезбедува Смилево? Зато 200 години. Зато 7 мај го славиме. 200 години во Скопје 1824. И сега таму викам на Лјупчо. Некој Валија што бил скопски гарант, бил Ние кај нас кадарци не шуме никакво за нигде. Не знам. Па домат, па и човек, па било што ние викаме за Валијата. Знаеш ли зашто за Валијата? Зашто нели кога собирале тоа даноко, вие се труделе да го бутнат најлошото. И сега, ова за Валијата. Ме разбираш? Не се лошо. Секунда. Значи да се вратиме. Значи таа состојба која што ја направи Оливер штетата во МВР, во Министерството за внатрешни работи, 30 години наназад не беше направена. Не дека претходно било се идеално, да не се лажиме. Споменавме некој лик тук. Да, не дека било идеално, но во последните 7 години, особено после тој настан со одирањето на полицајката од пајакот и непревземањето, несанкционирањето на сторителот на тоа кривично дело, ние дојдовме во ситуација денеска на полицајецот да му е страв да примени нормални средства за присилба кој што е должен да ги примени. Ме разбирате? Јас во една прилика овде на овој медиум што ве замолив, обратете се до МВР да видите од 2017 до 2023 година, пошто е завршена таа статистика за колку посто се зголемени нападите врз овластените службени лица и инспекцијските служби. За 300%. И видите, тоа е катастрофална состојба. Се согласувам. Тоа е катастрофална состојба. Вие видите колку полицајци се нападнати и така натака. И сега ние можеме да се шалиме, ние можеме да се шалиме, лошо. Да правиме се и се што. И затоа во Министерството за внатрешни работи, во јавното обвинителство, каде што јавното обвинителство дојде до дно, јас некнем за исто така за еден друг медиум во делот на спортот, за употребата на ваучерите. Најавив евентуална можна свесно процесуирање за да се утврди и видете јавното судот што изрече кога ги изрече заштитниве мерки јавување во судот на Каевски и на Мојсовски. Дека нема доволно докази за изрекување на било какви други мерки за обезбедување, него само јавувањето, со можност да таа кривична пријава заврши во отпад поради немање на доволни докази, може за да ја покренале. За да ја отежнат идната постапка
за нивна одговорност, за да се прикрият. Тамо е меч со две оштрици, затоа што ние Да, имаме... тоа е криминал од кој секој се прави обвинителство, намерно се става помалку докази. Ајде се, Пример така. таков беше случајот со Заев и барањето на едно евро на за вицето. Тој случај пропадна поради обвинителство. Ама сега јас друго ќе ви посочам. Каде е кривичната пријава за госпоѓата Олгица Младенова и тие 2 милиона и 400 илјади евра дадени на фирми за извршување на работи кои што не се извршени, а наплатени Фудбалската федерација? Од 2019. Вилма Рускоска за тоа еден од предметите за кој што везе со претрез во финансиската полиција кај господинот Моареми беше и тој. И на крај, знаете како заврши? Политичките елити, за да го заштитат криминалот, ја елиминираа нејзе. Не дека Вилма Рускоска е цвеќе за мирисање, да не се лажиме, не дека таа не праеше политички монтирани процеси, па на крајот на криштата 27 април е незина творба, така? Да. Сега не можеме ние да ја амнестираме Вилма Рускоска. Тука мора да гашиме. Ние не можеме да ја амнестираме Вилма. Убав муабет си направивме денеска. Не знам како е гледаност. Домакински. Не знам како е Ќе гледаност. видиме после вечер на YouTube, ќе видиме колку пари ќе ни донесеш. Не бе, пари. Осте ти пари. Се е пари денес. Нема ќе ти пратам Само фактура. ние- Ако уште еднаш ми спомниш пари, ќе ти пратам фактура за бензин. Барем Ќе ти бензинот ивица. платиме, ќе ти го покриеме горивото. Па знаеш ти од кај идам јас? И на компензација со пуцо ќе ти даеме, ќе идеш ќе си напуниш на лице место. И со злато. пуцко. Башка таму си умало. Да, со пуцко петрол, да. Карпаше? До студентски дом, до Форса. Си седел во Форса во кафичон? Не, немам пари јас за тоа. Ја идам немаш по пари. поевтин. Сака да станеш. Чекай. Идам по Исклучени сме. Не сме исклучени. Во програма сме. Во програма Пази, сме. сакаш да станеш медиумски магнат, да го замениш Латас од времето и ми се жалиш нема пари. Ако сакав да го се најде во небрано. Ако сакав да го заменам Латас, одам на КС обесев на маслиновото дрво. Почитувани слушатели, останете со 98,1 и уживајте во денот.